Најпрво сакам да ви посакам едно топло добродојдовте на мојот канал и да ви се заблагодарам за вашата доверба и одвоено време. А сега да преминеме на видеото. Политичкиот пејсаж и разбирање на политичката ситуација во Македонија. Сега навлегуваме во интригантна тема на откривање на политичкиот пејсаж и разбирање на политичката ситуација во Македонија. Придружете ми се додека го истражувам историскиот контекст, клучните играчи и актуелните предизвици околу политичкиот пејсаж на Македонија. Добродојдовте на мојот и ваш канал, каде сликите на македонските пејсажи, историски локалитети и политички лидери бледнеат, а сето тоа само поради некои поединци желни за власт и моќ. Македонија е земја со многу богата историја, но тука сликата се уништува со слики и видеа од протести и политички собери и лажење на народот од страна на политичарите. Едно од клучните прашања што го обликуваше политичкиот пејсаж на Македонија е нејзиниот идентитет, нација и државност, кој е стар со векови и има богата и голема историја. 1. Историска позадина. За да се разбере политичката ситуација во Македонија, клучно е да се испита незината историска позадина. Погледнете го само патувањето на земјата од распадот на Југославија до незината независност во 1991 година. Дополнително, ќе видите за влијанието на етничките тензии, територијалните спорови и Охридскиот договор врз политичката динамика на регионот. 2. Политички систем. Македонија работи во парламентарна демократија, каде што преседателот ја извршува функцијата шеф на државата, а нема скоро никакви клучни улоги, а премиерот е шеф на владата и државата. Погледнете ја структурата на политичкиот систем, вклучувајќи ги улогите на политичките партии, парламентот и судството. Со разбирање на политичката рамка, можеме да ги анализираме процесите на донесување одлуки и динамиката на моќ во земјата. 3. Клучни политички играчи. Во овој дел ги препознавате клучните политички играчи во Македонија. Ова ги вклучува главните политички партии, нивните идеологии и нивното влијание врз политичкиот пејсаж. Се знае и кои се истакнати политичари и нивните улоги во обликување на политиките и насоките на земјата. 4. Тековни предизвици. Македонија се соочува со неколку предизвици во низиниот политички пејсаж. Тука се и прашања како што се корупцијата, политичката поларизација и влијанието на надворешни актери. Дополнително, ќе забележите за тековните напори за справување со овие предизвици не се преземаат значителни чекори, вклучувајќи ги антикорупцијските мерки, институционалните реформи и стремежот кон членство во ЕУ. 5. Етнички односи. Етничките односи играат значајна улога во политичката ситуација во Македонија. Сите ние ја знаеме комплексноста на мултиетничкото општество, вклучувајќи ги и односите меѓу македонското мнозинство и албанското малцинство. Со разбирање на динамиката на етничките односи, можеме да стекнеме увид во предизвиците и можностите за политичка стабилност и социјална кохезија. 6. Меѓународни односи. Политичката ситуација во Македонија е под влијание на незините односи со други земји и меѓународните организации. Аспирациите на Македонија за членство во ЕУ и НАТО и незините регионални партнерства и влијанието на геополитичките фактори врз незиниот политички пејсаж. Со анализа на овие меѓународни односи можеме подобро да ги разбереме надворешните влијанија врз политичката ситуација во Македонија. Корупцијата и недостатокот на транспарентност исто така се постојани прашања во политичката арена во Македонија. Аспирациите на Македонија за европска интеграција одиграа многу голема улога за промена на името. Додека Македонија го продолжува своето политичко патување со политичари кои гледаат само личен интерес, македонските граѓани без разлика на вера и нација ќе страдаат. Како заклучок, политичарите во Македонија кои јавно, кои потајно учествуваа во оваа промена на името, која беше за некои политичари значајна пресвртница за тоа што го обеќале кај нивните надредени, на кои им сметаше името Македонија, од е големо и од Македонија испаднале некои премногу значајни историски работи и личности, и тоа го завиткаа како во обланда, бидејќи промената ќе ги отвори вратите за поблиски врски со меѓународната заедница и можноста за влез во НАТО и Европската унија. Политичката ситуација во Македонија е комплексен пејсаж кој се развива.
Со истражување на неговата историска позадина, политичкиот систем, клучните играчи и предизвици и меѓународни односи, можеме да стекнеме подлабоко разбирање за политичката динамика на земјата. Од клучно значење е граѓаните, креаторите на политиките и меѓународната заедница да се вклучат во конструктивен диалог и заеднички напори за промовирање на политичката стабилност, демократските вредности и инклузивно владење во Македонија. Македонија е земја со богато културно наследство и историја, која се протега со векови. Таа има создадено исклучителни личности кои значат многу за човечката историја. Важно е да се забележи дека големината не познава граници, а влијанието на Македонија се протега надвор од незините граници. Заедницата на диаспората исто така произведе исклучителни поединци кои имаат врвни успеси и резултати на светско ниво, а за тоа има и постојат слики и видеа на успешни поединци од македонската диаспора во различни области. Како заклучок, најголемите представници на Македонија се оние поединци кои го отелотворуваат духот, талентот и издржливоста на македонскиот народ. Од уметност до спорт и секаде го представуваат и прават слики и видеа со македонското знаме во различни достигнувања. До следниот пат да останеме будни и посветени на изградбата на општество каде што ќе преовладува стремежот за правда и безбедност. Ви благодарам што ми се придруживте на ова истражување за Македонија. Доколку ова видео ви беше информативно, лајкнете, коментирајте и претплатете се на мојот и ваш канал за повеќе содржини кои предизвикуваат размислување. Заедно да се стремиме кон иднината каде што народот во Македонија може да живее во мир и безбедност. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.